Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Утрово зборуваме за замастен црн дроб, зошто не смееме да игнорираме ваквата состојба, што можеме и што треба да направиме, причините, симптомите, третманот и диагнозата. На оваа тема разговараме со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Интерехо. Добро утро, доктор Трајче, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Замастен црн дроб, колку е честа ваквата состојба кај популацијата? Доброто, за благодарам за поканата. За жал, замастен црн дроб е нешто што е многу често. Значи, во општа популација и некако како диагноза е нешто што се повеќе се зголемува. Замастен црн дроб е нешто што е толку често што некојаш доаѓа до, ако при ехо прегледи, доаѓаме до бројка од 30-40% од популацијата која што е прегледуваме. Значи, тоа е многу често. Замастен црн дроб е како дел од метаболен синдром. Значи, буквално е нешто што е предизвикано од обезност, од зголемена телесна тежина, недоволна физичка активност и нездрава храна. И за жал е многу често. И некако тенденцијата е дека станува се почесто. Меѓутоа, тоа е дел од метаболен синдром. Значи, само по себе е кардиоваскуларен ризик фактор. Значи, секојаш оди заедно со диабет, со хипертензија, тие работи секојаш одат заедно, рака под рака. Така, а сите тие го зголемуваат ризикот од кардиоваскуларните заболувања. Секојаш не се сваќаат како нешто многу сериозно. Замастен црн дроб не боли воопшто. Значи, најчесто се работи за лесно до умерено замастен црн дроб, кој што само по себе е асимптоматски. И многу често луѓето го занемаруваат. Меѓутоа, замастен црн дроб во суштина значи дека има депонирање на масти директно во клетките на црниот дроб, во хепатоцитите. Значи, нешто што е токсично за самиот црн дроб, кој што е витален орган, значи главната лабораторија на организмот, и во однос на синтеза на неопходни материи и во однос на елиминација со билирубинскиот механизам. Така да луѓето не го доживуваат многу драматично тоа со заместување црн дроб, значи најчесто е при правење на некаква лабораторија за сосема друга причина, за настинка или за било што, најчесто се благо покачени трансаминазите. Многу често тоа се сваќа дека е замастен црн дроб. Меѓутоа, покачени трансаминази сами по себе не значат директно дека се работи за стеатоза. Има милион причини кои што може да ги покачат трансаминазите, али кај нас најчесто луѓето сами тоа си го интерпретираат. И затоа проценката, односно проверката на крвната слика, треба лекарот да каже така што значат тие вредности. И тоа е многу опасно, во суштина, кога сами си донесувате диагноза. Така, затоа велиме не смееме да го игнорираме, така, ниту пак во некоја друга ситуација да речеме да, можеби е некоја сериозна проблематика. И да го препишеме веднаш дека е тоа. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за да го добиете советот и препораката. Со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Интерехо, зборуваме за замастен црн дроб. Споменавте дека црниот дроб има многу важни функции. Околу 500, така се споменува, ако почнете да читате, ако почнеме да читаме, нели, да се информираме за тоа како функционира, кои се функциите, значи треба да го чуваме здрав црниот дроб. Замастениот црн дроб е една од патологиите, така, кои што се јавуваат кај овој орган. Так. Некако првиот стадион, првите проблеми, збореме за неалкохолен стеатотичен црн дроб, секој започнуваат со блага стеатоза, значи тоа е лесно замастен црн дроб. Алкохолната болест на црниот дроб е веќе нешто сосема друго, за жал многу поагресивно и со многу полоша прогноза. Меѓутоа и ова лесна стеатоза едноставно укажува дека веќе имаме метаболен проблем. Значи има акумулација најчесто на триглицериди во самите хепатоцити, во клетките на црниот дроб. Причините за тоа се секојаш исти, значи секојаш е обезност, секојаш е физичка неактивност. Меѓутоа, тоа што е многу важно е дека самата диагноза, иако секојаш се прави примарна лабораторија во која што трансаминазите секојаш се одредуваат АСТ и АЛТ, меѓутоа и да не се покачени, тоа не значи дека пациентот нема замастен црн дроб. Значи тоа е нешто што наједноставно се утврдува со ехо диагностика. Значи збореме за обичен ехо абдомен со кој што може да се утврди дали е само тоа, дали е стеатоза на црн дроб, во кој степен е, и што е многу важно да се исклучат други причини за
покачени вредности на трансаминази. И затоа не е добро да едноставно да се само диагностицираме врз основа на два лабораториски параметри, кои што се насока во ред. Меѓутоа не можеме да поставиме диагноза само врз основа на тоа. Многу често ми се случува секогаш и дополнително пациентите нешто. да ми викаат, како ми е замостен црн дроб, ензимите ми се мирни, а црниот дроб е многу замостен. Сваќате, значи тоа не е во корелација со степенот на замастеност на црниот дроб. Од друга страна има многу други причини кои може да ги качат трансаминазите. Најчесто е медикаментозно. Типичен сценарио е правиме лабораторија кога сме нешто настигнати или болни. Пиеме парацетамоли, антибиотици, пред тоа тие лекови обично знаат да ги кренат трансаминазите, минимално, не е нешто екстремно. Тоа не значи дека не е замастен црниот дроб. Значи тоа е најчесто Кога веројатно ќе завршите со терапијата, така постепено се враќа назад состојба. Друго исто што е многу важно е, значи, доколку постои такво сомневање, значи прво и основно да се направи ехо абдомен. Значи многу е важно да се исклучат други патологии кои што се екстремно сериозни, значи од холелитијази до промени во структурата на црниот дроб, промени со панкреас. Значи многу често покачувањето на трансаминази може да биде причина од нешто друго. Така, а со ехо комплетна слика ќе се добие така за и големината, состојбата на црниот дроб? Прво гледаме каква е состојбата на панкреасот, на жолчката, црниот дроб. Значи веќе сме во друг степен на диагностика. Многу често, да кажеме, ако имате диспаритет, ако има пациентот ви е слаб, а црниот дроб е многу замостен, тоа веќе побудува сомневање за други патологии. Значи во таква ситуација мора да исклучиме хроничен хепатит Б или С, кои што се далеку посериозни гледано долгорочно, значи со многу полоша прогноза доколку се остават нетретирани. За среќа, значи има третман за тие состојби, значи збориме за хронична инфекција со хепатит Б или С. А дали прележана жолтица во детството може некогаш понатаму во животот да направи некаков проблем односно замастување? Хепатита не остава обично никакви последици по црниот дроб. Хепатита обично иде најбурно, меѓутоа не остава никакви последици. Проблемот со хепатит Б и особено С е дека се многу често речиси асимптоматски. Многу често едноставно имаме сомневање дека има некаков таков проблем врз основа на тоа дека најчесто пациентот е многу слаб, а црниот дроб е многу замостен. Пациентот не пие алкохол, значи мора да исклучиме друг таков проблем. И има секако и метаболни, имунолошки кои што за среќа се многу ретки, кои што знаат да дадат тешко оштетување на црниот дроб. Значи се прави проценка кај кого дополнително што ќе се доиспита. Така Не кај секого исто, така? Лабораторијата првично, ма најчесто ја правиме, така, проверката на крвната слика. Меѓутоа никош не донесуваме диагноза само врз основа на лабораторијата. Значи се што ни треба е еден ехо абдомен да знаеме дали се работи само за обична стеатоза, која што најчесто е реверзибилна, значи се враќа црниот дроб во нормала, зборам со режим на живот, со промена во исхрана, со физичка активност. Тоа е секојаш реверзибилно. Сега човек најтешко се менува себе си. Тоа е проблем и своите навики. Меѓутоа, луѓе кои што го сваќаат тоа како аларм и кои што почнуваат да внимаваат, се враќаат. Тоа е процес, значи обично треба 2 до 3 месеци за црниот дроб, ако е лесно замастен, да се врати во нормала. Не е тоа преку ноќ. Меѓутоа, обично да. Со мали промени така можеме животот, многу да постигнеме. Ако ја намалиме тежината или ако се откажеме од алкохолот, така? И едното и другото веројатно ќе постигнеме некаков апсолутно. Значи алкохолен хепатит е веќе нешто сосема друго. Значи со многу полоша прогноза. Нешто што многу брзо води кон цироза, која што е крајен терминален стадиум на болести на црниот дроб. Тоа се страшни болести, значи цироза е застрашувачка болест. Така да која што предизвикана од алкохол и тоа некако многу брзо прогредира. А неалкохолен замастен црн дроб, значи најчесто прогредира до стеатофиброза која што е по изразен степен на инфламација. Меѓутоа многу ретко оди до цироза. За разлика од алкохолниот, значи алкохолните болести на црниот дроб многу брзо преминуваат во цироза. И тоа е многу страшна ситуација. Така, значи кај оваа првата, неалкохолната, да, ретко доаѓа, ама
не треба да се исклучи како можност дека кај некого апсолутно. ако не се третира, ако не се презема ништо, Така. почнува како замастување, па потоа е долготрајно воспаление, Така, па тоа прави стеатофиброза, оштетување. Какво оштетување може да? Значи, тоа е стеатофиброза, како поизразен степен на оштетување кај замастен црн дроб од неалкохолна природа. Тоа почнува, значи, фиброзни промени во самиот паренхим на црниот дроб, кои што ги заменуваат клетките, хепатоцитите, функционалните клетки на црниот дроб со фиброзно, сврзно ткиво. И со тоа постепено се намалува функцијата и се менува архитектониката на самиот црн дроб. Тоа е многу бавен процес. Тоа не оди нешто брзо. Тоа е процес кој што е со години. Тие пациенти секогаш имат други болести во позадината. Значи секогаш имат диабет, секогаш имат проблеми со срце. Самото замастување на црниот дроб едноставно е дел од тој спектрум на метаболен синдром. Меѓутоа, кај алкохолните оштетувања, тоа е многу побрзо. Тоа оштетување на хепатоцитите е многу побрзо, многу поизразено и е со многу лоша прогноза. Значи, доколку не се прекине алкохолот, а веќе има промени кои што се гледат на црниот дроб со ехо, со обичен ехо преглед, тоа веќе укажува на, значи, ние гледаме подобро отколку тоа што е во суштина. Значи, веќе понапредната работа. И за жал, многу често доаѓаат пациенти директно со цироза, кој што е терминален стадиум. Зборам за пациенти со алкохол. Тоа е некако многу често кај нас, за жал. А многу помалку се зборува за алкохолот, така повеќе зборуваме за цигарите, штетни се и треба да се зборува, така за уживањето на дрогите и тоа е нели страшно и тука треба да се промени нешто, ама за алкохолот како најмалку да го споменуваме, така, а прави сериозен проблем огромен, на здравието. И пациентите, да речеме, кога доаѓаат на преглед, кога ќе ги прашате дали се уште и табу колку тема. конзумирате алкохол, искрени ли се во секогаш е тоа табу тема. Инаку коста дојдени на доктор, веќе така кажувате се. Значи едноставно докторот не е судија некој да ве суди. Значи мора да ги знае сите ваши навики. И да ви укаже што доколку исто така продолжите, а што доколку промените нешто. Алкохолните оштетувања се многу очигледни со ехо, значи за жал. Тоа се толку драматични оштетувања што веднаш знаете дека има проблем со алкохол. Значи, не стеатотичниот црн дроб, значи тие промени се многу поблаги споредени со оштетувањето на алкохол. Значи зборам и кај пациенти кои што се екстремно обезни, кои што имаат тешки форми на диабет, никој што оштетување на црниот дроб не е до таа мера како кај пациентите со алкохол. Така, кај ова неалкохолното замастување, рековте симптоми најчесто нема, но дали некои одредени како замор најчесто се споменува, некаква непријатност, болка на левата страна под ребрата, така, дали го кажуваат како симптоматологија дека нешто такво ги измачува? Проблемот е дека тие како симптоми се многу општи. Значи, најчесто зборуваме за луѓе кои што се обезни, кои што имаат работа која што е со седење, значи кои што не се физички активни. Со самото тоа они секогаш чувствуваат некаков замор. Не можеме стриктно да го припишеме дека е баш на стеатозата на црниот дроб, кој што обично е од умерен степен, не е во некој тежок степен. Тоа чувство на подуеност и на притисок, многу често тоа е и диспепсија. Многу често е предизвикано и од желудникот. Не дека до толку е зголемен црниот дроб и дека е тоа причина. Така да во добар дел самата болест е тотално асимптоматска. И затоа луѓето не го доживуваат тоа. Второ, во Македонија тоа толку често да луѓето се тешат со себе, па добро, наситиме замостен црниот дроб. Го прифаќаме како нешто. А тоа е сериозен аларм. Да. Тоа е сериозен аларм. Тоа ви е баш дел од метаболен синдром. Значи ист ризик фактор како и диабет, како и хипертензија. Така да како што овие треба да ги контролираме, така треба и ова исто да се доведе во нормални граници, нели мастите кои што ги има во црниот дроб во нормални нивоа и граници се добри и ги има, меѓутоа покачените веќе прават проблем. Апсолутно, значи ова значи дека внесуваме толку многу масти што мора да се депонираат во црниот дроб. Значи масното ткиво не е доволно. Тоа е проблемот со метаболниот синдром. Тоа е истиот механизам во суштина. Внесување на толку храна со толку енергетска вредност ги троши резервите на инсулин. Значи тоа ве води кон диабет. Сето тоа заедно ве води кон хипертензија. Но доаѓате на тоа и цигари, и непушење, мислам, и немање физичка активност, и рецептот е готов. За кардиоваскуларни болести тоа е тоа.
Така да. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Еве, во врска со вашата тема, Така. сакам да прочитам ехо на абдомен беше снимен за нашиот сопруг и сега како доктор да ми објасни за какво заболување станува. Еве вака, жолтно кесе наголемено, превиткано, хипотонично, со талок од жолчна тиња во луменот. Холедосок дилатиран се следи со пример од 12 до 13 мм, со впечаток за дискретна дилатација на интерхепеталните жолчни патишта. Во сегмент 5 на црниот дроб цистична, делумно и регуларна промена со големина 32 по 25 мм. Останатиот црнодробен паранхем умерено нехомоген со промер на портна вена од 12 мм. Доминантен наут ево епигастриум со делумно и регуларна цистична формација со диаметар 60 мм. Половина од луменот исполнет со густ ехогеничен материјал и со дебелина на зид од 4 до 5 мм. Истата е во контакт со левиот резен на црниот дроб. Потеклото не може да се дефинира јасно, може да биде од хепар или панкреас. Панкреас не се визуелира јасно, слезинката со надолжен промер од 79 мм. Двата бубрека без пречка за уринодинамика. Присутна умерена цревна дистензија низ целиот абдомен со умерено нехомоген паранхем на простата. Значи, се извинувам, да. Немаме пракса вака, нели, да се читаат така извештаите од веќе направеното снимање, ама и дадовме можност на гледачката. Значи, овој наот е екстремно алармантен. Значи, мора да се направи компјутер, таа дилатација. Значи, ќе мора да се направи компјутерска томографија во ваква ситуација. Значи, спремова таа стеатоза на црниот дроб која е опишена е споредна во ситуацијава. Значи, таа дилатација на холедок со тие маси во панкреас, значи тоа мора да се направи компјутерска томографија. Тоа е прво и основно. И пациентот најдобро би требало да биде упатен. Веројатно и препорачано, предпоставуваме, така че има ваков извештај. И би требало да биде упатен на клиника на гастроентерохепатологија. Значи, ова е една од тие ситуации. Ова е само од ехо, така? Од преглед на ехо. Меѓутоа, ова е тоа со ехото. Значи, не станува збор за обична стеатоза. Има и други проблеми. Значи, имате цистична маса во панкреас, дилатиран холедок, значи тоа е жолчниот канал, кој што кажува веќе на други многу посериозни проблеми. Така да во ситуација компјутерска томографија, апсолутно, така значи најдобро е пациентот да биде упатен на клиника на гастроентерохепатологија. Термин што побрзо, така и за да се направи да не се остава да се чека. Предпоставувам дека е упатен сигурно него. Меѓутоа тоа е тоа. Добро. Секогаш е добро да се слушне и второ мислење. Така ние секогаш сакаме да се консултираме и дополнително. Дали за замстениот црн дроб постои специфична терапија? Велиме единствен орган кој што има моќ на самоизлекување, односно да се регенерира. Ама тоа значи дека не треба оштетувањето да биде многу големо, така, за да му дозволиме да си се регенерира. Значи има доста хепатопротективни лекови, како силимарин, значи од таа група на лекови. Меѓутоа, главното во однос на стеатозата се нашите животни навики. Значи, тоа е реверзибилна болест. Значи, замастен црн дроб. Јас сум гледал дури пациенти кои имаат многу замастен црн дроб, кои што изгубиле доста на тежина, кои што ги смениле своите животни навики. За година, две, црниот дроб се враќа во нормала. За жал, тоа е многу ретко. Значи, многу ретко луѓето така се сменуваат себе си, значи и во поглед на секојдневна физичка активност, и во однос на исхраната, на движењето. Меѓутоа, кога се придржуваат, за година, две, црниот дроб се враќа во нормала. Кој што е зачудувачки. Не постои друг орган кој што може сам така да се обнови. Дури пациентите кои имаат алкохолно оштетување, ако не е отидено во екстремен степен кон фиброза и цироза,
Со прекин на алкохол се враќа назад во нормала. Тоа е временски, треба година, дена, две, сигурно. Ништо тоа не се случува преку ноќ. Меѓутоа тоа е реверзибилно. Значи се враќаме во нормална нема да состојба. одиме кон дополнителни компликации или кон влошување дополнително Тоа што треба, на состојбата. знаете, кога ќе ви кажа дека се друго е во ред, црниот дроб е лесно да умерено замостен, тоа е аларм. Значи не е тоа, па добро на сите. Например, ако ви кажат дека имате притисок 160 со 100, сигурно нема тек така да го прифатите како па добро. Сваќате, ако ви кажете дека имате шекер 12, дека имате дијабет, нема да го прифатите така бенигно. Би ве вознемирило и би направиле нешто во однос со тоа. Значи исто и со замостениот црн дроб. Не е тоа бенигна состојба као па добро на сите ме замостен. Значи тоа е веќе аларм дека треба нешто да промените. Треба да преземеме така за да не преземеме ја мерки, влошиме да. состојбата, да не дојде до она најсериозното или Така. компликациите кои што се најстрашни. Силимаринот е на природна база, така тој Тоа е може во да ред. се пие, нели да го Значи, и нема ни- најчесто го пијат Так. тоа, така луѓето кои што имаат. Силимарин, витамини од Б група. Значи тоа е се во ред. Меѓутоа тоа не се Ама магични ако не ја лекови. намалите тежината, ќе постигнете ли Ништо. нешто со Ништо оваа нема. терапија? Ништо. Значи, едноставно би имале никаков или многу мал ефект ако немате промена на тоа што го правите секој ден. Значи, ако секој ден јадете брза храна, ако јадете, што би се рекло, храна надвор, ако седите цел ден, немате никакво движење, тоа е тоа. Така. Не постојат лекови кои што би го смениле сето тоа. Едноставен е начинот, така да влијаеме на факторите. Едноставен и тие најтежок. причини кои што, а и Да. најтешко, Да. веројатно, да, за прифаќање. Да, ама кога човек ќе одлучи дека треба да смени нешто и знаете, кога ако ќе ја го направи свати- таа промена, веројатно ќе продолжи Така. здраво да живее и понатаму. Ако го сватите тоа сериозно, дека нешто се случува, дека нешто треба да смените, понатаму работите се многу поедноставни. Значи, пациенти кои што се мотивирани да го сменат тоа, го менуваат. Значи, луѓето кои што го прифаќаат како, па добро, ето, на сите ме замостен црниот дроб. Значи, со нив едноставно немате ефект заради тоа што не го сваќаат сериозно. А има исто кардиоваскуларно значење, значи во тој континуитет заедно со метаболен синдром, како хипертензија и како дијабет. Никој не останува рамнодушен ако му кажете дека има дијабет. Значи, сите го доживуваат тоа како аларм. Исто е и ова, исто и со стеатоза на црн дроб. Ќе погледнеме блок реклами, па Да. ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Веднаш по рекламите го вклучуваме и гледачот, да го слушнеме и вашето прашање. Повелете добро утро. Добро утро, убав ден вам и на вашата екипа. Ви благодариме. Вака и на вашиот гостин. Едно прашање до него. Јас, кога ќе стојам, се тресам целата. Не знам зашто и ме боли половината кај опашката. Не можам да стојам на нозе. Сакам да ми одговори на тоа прашање. Унапред ви благодарам, пријатно. Добро, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Малку Значи, информации имаме, ама ајде ова една не е- препорака. Така, не е поврзано со тема, Да. меѓутоа ова со тресењето со остои, значи прво би било добро пациентката, пошто звучи дека е постара да биде прегледана од невролог и од ортопед секако, али и од невролог во однос на тоа тресење кое што го има. Иако се симптоми кои што почесто се појавуваат. Апсолутно, така, меѓутоа би веројатно почнале ќе- со тоа, значи со преглед кај невролог и ортопед. Така да. Во поглед на дијагнозата кога зборуваме, доктор Трајче, рековме лабораторија се прави, па се прави ехо. Дали дополнително нешто треба, посебно кај пациенти кај кои што ќе се појави и некаков дополнителен сомнеж за да се доиспита состојбата на црниот дроб? Значи, лабораторијата не е секогаш примерна. Меѓутоа, таа скрининг лабораторија која што Ај, се се прави... извинувам што ќе ве прекинам. И во основната лабораторија што ја правиме, така, дали велиме си имаме пракса редовно да ја проверуваме крвта, дали тие трансеминази тука се Секогаш. влезени во тоа за да покажат колкави вредности имаат? Тие се секојаш вклучени. Значи, овде се АСТ-АЛТ, тоа е во примарната лабораторија. Тие најчесто се како насока, сваќате. Не можеме да поставиме дијагноза само врз основа на тоа. Многу често се случува трансаминазите да се мирни, а пациентот да има замостен црни дроб. И се он е збунет како кога... Значи, трансаминазите не се еднакви на дијагноза. Ако веќе имаме проблем, посебно ако има некој поизразен степен на стеатоза, значи покрај еходијагностика има и други методи со кои што следен е бил фиброскен, со кој што директно се одредува до кој степен е
таа стеатоза, значи тоа е веќе далеку попрецизно со скала, значи тоа е метод кој што се работи кај нас на клиника на гастроентерохепатологија, кој што е веќе далеку попрецизен метод. Многу ретко има потреба магнетна резонанца да се прави во однос на ова, тоа е најчесто доколку се асоцирани со други проблеми, значи проблеми со панкреас или со жолчни патишта. Многу често се што ни треба е ехоабдомен. Знаете, едноставно имате чиста состојба каде сте со пациентот. Многу често имате пациент кој се многу обезен, очекувате дека црниот дроб ќе биде замостен. Едноставно не е можно да не е замостен ако пациентот има над 130 кг. Инаку кај пациенти кои што се физички активни и покрај тоа што се обезни, кои што работат тешка физичка работа, тој степен на замостување е многу помал од колку што би очекувале. Тоа е ефектот на физичката активност. Меѓутоа, многу често се случува да имате пациент кој што е многу слаб, а црниот дроб е доста замостен. Значи, тоа веќе е аларм. Тоа веќе буди сомнеш за други болести кои што треба да ги расчистиме и барат други исследувања. Тогаш би се направила многу покомплетна лабораторија, значи со вирусни маркери за хепатит Б, С, да се исклучат такви можни причини кои што се многу важни да се исклучат како причина за болест на црниот дроб. Така да. Самото... Ехо еднаш годишно дали ни е доволно и не само за црниот дроб, туку да се види состојбата на другите органи? Кај луѓе кои што се здрави еднаш годишно и многу често. Значи најчесто е 2 до 3 години зборам кај луѓе кои што се здрави, кои што немат болки, немат проблеми, немат некоја фамилиарна историја, значи на оптобарување од такви болести. Од друга страна имаме пациенти кои што се со далеку потешки форми на болест на црниот дроб и кои што може да имате потреба и на 2-3 месеци да правите контроли да видиме докаде како се одвива самата болест. За среќа најчесто пациентите со стеатотичен црен дроб се од лесна умерена форма, која што е баш метаболно предизвикана од неправилна исхрана и од немање доволно физичка активност. Меѓутоа, за жал тие пациенти се во голем ризик од кардиоваскуларни болести, гледано хронично, затоа што тоа е истиот спектар. Секојаш се луѓе кои што физички, мислам, самата работа позиција има со седење, имаат седентарен начин на живот, физичка активност имат минимална или никаква, и тоа е доволно само по себе. Заедно со неправилна исхрана. Тежината оди малку постојано нагоре, така не стагнира. Многу тешко да слабеете, едноставно. Колку да пазите, едноставно. И сега тоа е современиот живот. И затоа ја начнуваме малку и темата така за покачената телесна тежина, која веќе е алармантна состојба и влезена во класификацијата на болести веќе кои што треба да се третираат бидејќи прави сериозни компликации по здравието. А од друга страна, значи веќе има доста пациенти кои што се многу обезни, кои што имаат многу голема телесна тежина, кој што во голема мера им прави проблеми во однос на движење или било какво вежбање и знаете влегувате во еден магичен круг. Пациент кој што не може да се движи, не може да вежба заради самата тежина. Значи овде не зборуваме за физички изглед, зборуваме баш за медицински проблем. Здравствениот аспект не е во прв план. Значи пациенти со телесна тежина над 120 кг се во екстремно висок ризик и од кардиоваскуларни болести и од се. Значи, обично тоа се пациентите кои што се имаат стеатохепатитис. Значи, тоа не е обично замастување на црниот дроб, него тоа е втор стадиум кога има веќе структурни промени во црниот дроб. Меѓутоа тие пациенти не можат да вежбат. Значи, многу се слабо подвижни заради самата тежина. И тие се некако најголем предизвик. Меѓутоа, знаете како, најтешко е човек да ги смени своите навики. Најтешко е секој ден да вежбате по пола сат. А ефектите од тоа се најдобри. Далеку подобри и од лекови и од се друго. Так. Она што можете да го постигнете. Ја споменавме цирозата, рековте за среќа, нели, во многу мал процент така кај неалкохолното замастување на црниот дроб, ако е долготрајно не се презема ништо, тоа оштетување може да доведе или нема да доведе до такво нешто. Кај алкохолното замастување на црниот дроб, цирозата, што понатаму, до кој степен може, доколку е сериозно оштетувањето, кој е решението овде, има ли? Знаете како, кај неалкохолната стеатоза, екстремно ретко е да дојдеме до ситуација до цироза. Меѓутоа, за жал, тие пациенти имаат и многу други болести, кои што ги убиваат порано отколку ова со црниот дроб.
Од друга страна, алкохолното оштетување на црниот дроб релативно многу брзо за неколку години води до цироза. А цироза е веќе страшна работа. Значи црниот дроб е до толку оштетен што не може да ги врши основните функции. Црниот дроб е витален орган. А има многу функции. Буквално. Ќе биде засегнато се нешто друго значи, така во без црн организмот. дроб не можеме да живееме. Самото страдање од цироза е многу тешко. Значи, тие пациенти се многу тешки, значи, многу страдаат едноставно. Таа појава на асцит, на вода во стомакот е можеби, како да кажем, веќе нешто што е многу касно, укажува дека е многу напред отидена болест. И сега во добар дел цирозата знае да биде компензирана и медикаментозно, меѓутоа секогаш оди кон декомпензација и до смрт на пациентот. Единствен третман е трансплантација на црн дроб, која што е кај тие пациенти многу тешка, многу ретко изводлива. Така да во суштина се што треба е да се прекине со алкохол. Меѓутоа многу порано. Да. Така? Ако веќе на ехо се видат промени кај пациенти со алкохол, предизвикани од алкохол, тоа е висок аларм дека веднаш треба да прекинете со алкохол. Затоа што со ехо на аудот изгледа подобро од колку што е во реалноста. Кога би направиле биопсија на црн дроб би било далеку полошо. Во случајот со алкохолното оштетување некако касни ехо на аудот. Добивате слика која што и не е до толку, а во суштина е далеку полошо и на крај ќе добиете пациент со цироза која што е терминален стадиум. Да не се дозволи да се дојде до тој степен. Кај вас пациентите се со хронични заболувања кои што секојдневно ги имате во праксата, која ќе биде препораката некако во моментов актуелно е нели високите температури, на што да внимаваат и како и за се друго, влијае ли ваквото време на нивното здравје? Апсолутно, за секоја хронична болест, кога е многу топло, е неповолно едноставно, така да важно е пациентите да не се изложуваат посебно без потреба на многу топло и да не бидат дехидрирани. Тоа е можеби најважно. Посебно кај пациенти со метаболен синдром, значи со дијабет, кои што многу лесно дехидрираат. Значи внесувањето на течности е апсолутно важно. Меѓутоа збориме за пиење вода, не за пиење кока-коли, не за газирани сокови, ништо такво. Така. Исклучиво хидрирање само со вода. Да. Ако е нешто сериозно, се оди на преглед кај лекар. Ако не е до толку сериозно и страшно, така некогаш можете со лекарот и телефонски да се консултирате за да не се изложувате нели на тоа топло време. Во однос на ова со заместениот црн дроб е дека луѓето многу лесно сами си го диагностицираат. Значи малку се покачени трансаминазите и луѓето си го диагностицираат како добро заместен црниот дроб. Меѓутоа не е така, тоа не е диагноза. Покачени вредности на AST и ALT укажуваат на некроза на хепатоцити, значи на некакво оштетување. Значи не е тоа еднакво на заместен црн дроб. Значи има бенигни причини, најчесто е употреба на медикаменти како парацетамол или антибиотици кои што сето тоа за десетина дена ќе се повлече. Меѓутоа многу е поважно да не пропуштиме нешто сериозно. Како причина која што може да доведе до тоа. Која што навреме треба да се третира. Да го чуваме црниот дроб здрав, бидејќи има многу важни функции, како рековме, на централна лабораторија во нашето тело, така која што ни е многу важна добро и здраво да функционира. Ви благодарам за гостувањето, се гледаме секако и во следна прилика. Благодарам за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен викенд. Се гледаме повторно во понеделник во истиот термин, 9 часот и 15 минути, ново издание со нова тема.